Вести на Канал 8, добро вечер. Општина Кочани планира проширување на опфатот на услугата за јавен превоз. Освен во градот, според одлуката на Советот, донесена пред околу 8 години, автобуско-линиско поврзување ќе добијат и жителите од селата во Полскиот регион. Јавниот градски превоз во Кочани ќе се шири и во околните населени места. Локалната власт планира во текот на оваа година да организира општински линиски превоз, со кој ќе бидат опфатени и дел од селата во општината. За сега идејата се уште е на хартија, но постојат големи изгледи таа да се реализира во практика. Во меѓувреме, општинската администрација веќе побара продолжување на пробниот период за јавниот градски превоз за уште 3 месеци, па проширувањето на услугата најверојатно ќе следи откако тој рок ќе истече. За идејата се разговараше и на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност, при што беа дадени и одредени појаснувања за законските одредби како услугата да се реализира. За планираната активност, општината веќе презела обврска уште во 2006 година, кога Советот донел соодветна одлука. Значи, таму се планирани линии од градот до сите населени места во полскиот терен, што припаѓаат на општината и во надзад, значи во обратен правец. А постапката се спроведува со конкурс, значи на конкурсот може да конкурират овластени превозници, тоа значи овластени да поседуваат лиценца за тој вид на превоз, да поседуваат возила за тој вид на превоз и да приложат, значи во самото конкурирање, да приложат и возен ред, што не треба да се преклопува со другиот конкурентен понудувач на конкурсот. Мора да бидат усогласени со возните редови. Дозволата за вршење јавен општински превоз за секоја линија е со рок на важност од 5 години, што им дава одредена сигурност на превозниците дека ќе можат да остварат економска исплатливост. Законска обврска за организирање јавен превоз имаат општините со повеќе од 100.000 жители, но Кочанската локална самоуправа од почетокот на декември минатата година само иницијативно го започна пробниот период за давање на услугата. На седницата на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност беше усвоено и предлог решението за формирање општински совет за безбедност во сообраќајот, затоа што вакво тело во Кочани не е активно скоро 6 години. Тимови од кочански лекари и сестри и година веќе одат на обуки во реномирани странски клинички центри. Менаџерскиот тим на општата болница очекува поголем број одобренија во споредба со лани. Откако ќе стигне одобрението, реализацијата на обуките стартува во февруари. Минатата година од Кочанската општа болница обука во странските клинички центри посетуваат 20 вработени. Можноста да се едуцираат во странство ја искористија 3 анестезиолози, 2 хирурзи, по 1 гинеколог и педијатар. Останатите беа медицински сестри и радиолошки технолози. Директорот на болницата Дејан Апостоловски рече дека годинава од Министерството за здравство очекува поголем број одобренија за посетување на обуките во странство од причина што е зголемена бројката на ниво на Македонија. Ако ланската година на ниво на држава да се обучуваат им беше одобрено на 300 лица, сега таа можност ја имаат 500 вработени во болниците. Целта на обуките е стекнување нови искуства и новини во работењето во специјалистичките сфери. Обуките се спроведуваат во клинички центар во Нови Сад, во јапонската приватна болница Токуда во Софија и во 2 реномирани болници во Истанбул, Република Турција, Флоренс Најтингел и Лив Хоспитал. Обуките се реализираат со време трајање од 15 до 30 дена. Ланската година приоритет им беше дадено на обучување на лекарите од хируршките гранки и гинекологија, бидејќи тоа се дејности кои имаат најголема значајност за болничката здравствена установа, вели Апостоловски. Годинава едукација ќе имаат и интернисти, педијатри и рентгенолози. Во склоп на овој проект е и изучувањето на странски јазици, англиски и германски, и се реализираат внатре во болничките установи после работно време. Откако ќе пристигне одобрението од Министерството за здравство, колку и од кои дејности треба да одат на обуки, од февруари се започнува со нивна реализација. Проектот финансиски е подржан од ресорното министерство. Апостоловски додава дека со овие обуки значително се добива на квалитет во работењето на специјалистите и секоја новина која што ќе може да се примени во Кочанската болница е добре дојдена.
Физички инцидент во кој едно лице нападнало полицаец се случил во Виница. Напаѓачот е приведен во полициската станица и против него се превземени соодветни законски мерки. Полицаец од Виница рано изутрина бил нападнат од негов сограѓанин. Инцидентот се случил на улицата Браќа Миладинови околу 4 часот, кога по кратка вербална расправија 21 годишниот ДЧ се обидел физички да се пресмета со службеното лице. Неофицијално, причина за нападот било претходно предупредување за нарушување на јавниот ред и мир. За среќа, напаѓачот навреме бил спречен во намерата да се пресмета со полицаецот, па во инцидентот не се нанесени потешки телесни повреди. И покрај агресивноста, за кратко време лицето било приведено во полициската станица во Виница. Со оглед што ДЧ покажувало тежната координација во движењата, што наведувало на алкохолизираност, било извршено алкотестирање. Со тестот е утврдено дека 21 годишниот виниченец имал 2,14 промили алкохол во крвта. Според извештајот од Министерството за внатрешни работи, по целосното документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава за напад на службено лице кое е било на должност. Екипи на Кочанското јавно предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор започнаа со посета на лицата кои живеат под кирија во социјалните станови во Кочани и Делчево. Целта на активноста е да се види заинтересираноста за купување на социјалните станови. Таа можност корисниците на становите ја имаат од неодамна. 24 станови во Кочани и 48 во Делчево, вкупно 72, ќе можат да бидат откупени од државата. Граѓаните од Кочани и Делчево од пред неколку дена ја имаат можноста да се ги откупат становите во кои живееле под кирија повеќе години. Во Кочани на продажба се 24 станови на улица Роза Петрова. Екипите на Кочанското јавно предпријатие за стамбен и деловен простор од понеделникот започнаа да излегуваат на терен, со цел да направат увид колку од граѓаните се заинтересирани да ги купат становите и со тоа да си го решат стамбеното прашање, информираат од предпријатието. Корисниците на социјални станови со ниски приходи ќе можат да ги откупат становите по цена од 400 до 700 евра за метар квадратен, кој ќе варира во зависност од нивната локација. Становите ќе може да се купат во готово или со уплата на 30% од проценетата вредност, а останатите средства ќе може да ги исплатат на 240 рати. Ратата нема да биде повисока од 30% од вкупните примања на семејството. Во Центарот за социјални работи тече обновата на документите за користење детски додаток. Од почетокот на годинава во Центарот за социјални работи започна обновата на документите за користење детски додаток. Согласно Законот за детска заштита, навремената обнова на документацијата значи и континуирана исплата на паричните средства кои ги доделува државата по овој основ. Годинава има известни измени во техничкиот дел со цел поедноставување на постапката. Имаме многу работа секојдневно, 3 колешки го работиме тоа, инаку крајна дата е до 31 март оваа година, ама гледаме да на време да бидат доставени податоци, да се обноват податоците, да можеме тоа се да го сублимираме, да биде секако што треба. Да имат корисниците право на тоа право за детски додаток. Обновата на документите треба да заврши за околу 2,5 месеца, но корисниците на оваа социјална мерка се дисциплинирани и не ги чекаат последните денови за да извршат обнова на документацијата. Па ние стартуваме, требаше од 15 и чекавме само образците на истот копирав, од имаме новини внесени со изјави, со потврди, со новини, што чекаме се од Министерството да ни кажат по кој критериум да работиме. Со сите тие нови настанати ситуации, ние ги земаме податоците и да кажем дека порано почнавме некаде од 10 јануари. Иако до 31 март има доволно време, динамиката со која се поднесуваат и обработуваат документите гарантира дека роковите за обнова на документите за детски додаток ќе бидат испочитувани. Фирмата Екопакхит во соработка со комуналното предпријатие Водовод изврши брендирање со промотивна фотографија на возилата за собирање на цврстиот отпад. Тоа е дел од програмата што ја прифати и Советот на општината, а која содржи повеќе активности што веќе се завршени или ќе се реализираат годинава. Возилата за собирање цврст отпад на комуналното јавно предпријатие Водовод се украсени со прекрасна фотографија на која се гледа централното градско подрачје.
Со пораката за чисто и убаво кочани, компанијата Екопак Хит во соработка со општината го продолжува реализирањето на активностите што беа прифатени и од Советот. Според одговорните во компанијата, ова е само дел од зацртаните програмски активности што беа планирани за минатата година, а ќе продолжат и годинава. Брендирање на возилата на 3 возила во моментов, поставување на табли во централното градско подрачје на контењерите за селекција на отпадот од пакување, донирање на работни оддела за работната единица на комунална хигиена во составот на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани и оградување на градската депонија комплетно со мрежа која ќе биде покриена, заштитена и понатаму нема да можат да влегуваат луѓе кои нема да имаат дозвола за работа во градската депонија. Со тоа сакаме во рамките на системот да ги вклучиме сите неформални собирачи, заедно со општината, заедно со комуналното јавно предпријатие и со фирмите кои работат на територија на општина Кочани, се со цел да обезбедиме почиста и поубава животна средина. Брендираните возила со пораката за поубаво и почисто Кочани веќе се ставени во промет, а слични активности Екопак Хит планира да спроведе и со другите комунални предпријатија во регионот. Идејата беше ставена во програмата која беше одобрена од страна на Советот на општина Кочани и за 2013 година ние веќе ги заокруживме сите активности во вредност од околу 300.000 денари, односно преземавме неколку чекори со јавното комунално предпријатие Водовод Кочани, како и со другите јавни комунални предпријатија во другите општини, меѓутоа почетокот сакавме секако да биде од нашиот град. Според Митева, бројот на фирмите во Кочани кои се опфатени со законот за постапување со отпад од пакување е зголемен. За сите нив од државата се предвидени мерки за активно вклучување во системот на 4 колективни постапувачи во Македонија. За исполнување на законските одредби за постапување со амбалажниот отпад, Екопак Хит ќе ги користи возилата на Водовод, што е предвидено со договорот што претходно го склучи со општина Кочани. Реновирањето на стадионот Никола Мантов ќе започне наскоро. Ќе опфати реконструкција на гардеробите и подготовка на теренот за напролет да угости 2 големи репрезентации во женски фудбал. Градскиот стадион Никола Мантов ќе се реновира во следните 2 месеца. Просторот под трибините досега беше во лоша состојба со оштетен инвентар и дотрајани реквизити. Со исполнувањето на меѓународните стандарди, Кочанскиот стадион ќе може да аплицира за организирање на важни фудбалски надпревари. Со тоа се надеваме веќе во април месец за прв пат после толку години, значи после 20 години од самостојањето, да и една меѓународна надпревара да се организира на нашиот терен помеѓу Македонија и Шпанија. И исто така во мај месец, значи на 8 мај со репрезентацијата Италија. Координаторот на сите женски репрезентации на Македонија во фудбал, Владо Андов, смета дека локалната самоуправа ќе ги исполни своите обврски околу реконструкцијата на стадионот во предвидениот рок. Значи, обврска наша е на локалната самоуправа, на луѓето кои го водат спортот во Кочани. Планираните средства наменети, значи, до оформувањето и реконструкцијата на собликувалните, мислам дека ќе биде во најдобар ред и ќе можеме да граѓаните на општина Кочани и пошироко покрај машкиот фудбал кој пред 20 години се играше во Кочани и за прв пат една репрезентација да дојде и да го представува во најдобро светло и нашиот град и развојот на женскиот фудбал во Македонија и пошироко. Санациони активности на стадионот Никола Мантов не се преземени уште од раните 90-ти години, кога беше изградена северната трибина. Стадионот во Кочани досега беше домакин на 3 надпревари на машката фудбалска репрезентација до 21 година против Данска, Кипар и Турција, сите во рамки на квалификацијски циклуси за Европско правенство. Женскиот фудбалски клуб Кочани на првиот тренинг ги представи 4 нови засилувања. Станува збор за квалитетни млади играчи кои досега ги бранеа боите на други реномирани клубови во женската фудбалска лига. Почнаа подготовките на есенскиот шампион во женската фудбалска лига ЖФК Кочани за пролетната полусезона.
Стручниот штаб на првиот тренинг ги повика досегашните играчи, но и 4 нови засилувања. Значи, на првиот тренинг, на првата прозивка, освен 3 девојчиња кои што отсутствуваат од оправдани причини, се јавија сите, заедно со новите засилувања, кои што се надеваме дека со тие засилувања оваа година женскиот фудбалски клуб Кочани ќе атакува на двојната круна во Македонската фудбалска лига за жени. Александра Марковска од Тиверија Истатов, Христина Джулевска и Јасмина Стојановска од Победа Прилеп и голманот Оливера Арсова од екипата на Борецот Велес се 4 нови засилувања за ЖФК Кочани во пролетната полусезона. Доаѓам од Скопје, сум 3-та година и сега тренирам во Кочани, само што започнав. Играм за репрезентацијата до 17 години. На некои пријателски турнири до 19 и секако дам понатаму. Сега. Со Кочани, што очекуваш? Па, добри резултати и да го освоиме првото место и да играме Лига шампиони. Бев член на ЖФК Победа, сега за ЖФК Кочани. Исто така сум член и на U19 репрезентација. И се надевам на добар успех оваа сезона во овој клуб. Да. Победа со сите екипи, посебно со Ризари и Струмица, кои се едни од подобрите и се борат за првото место. Доаѓам од Победа Прилеп. Сега за шампионите се надеваме дека ќе бидат шампиони, затоа и дојдовме тука. Играм на позицијата бек. Тренерот Јовановски смета дека новите засилувања би требало да бидат гаранција за остварување на зацртаните цели. Значи, заедно со нашите кои што го постигна успехот минатата полусезона, заедно со овие појачувања се надеваме дека успешно ќе стартуваме и успешно ќе ги доведеме при крај првенството и Купот на Македонија. ЖФК Кочани стартува со интензивни тренинзи до сабота, што ќе се одржуваат 2 пати дневно. Во предпладневниот термин на градскиот стадион Никола Мантов, а во попладневниот во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Ова беше уште едно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!